Почитуван господине Коцевски, на средбата во Кочани на 19.6.25 година имавме трошка надеж дека конечно ќе ја видиме правдата. За жал, со вашите постапки и со поднесениот обвинителен акт, таа надеж целосно ја изгубивме. Наместо вистина и целосна одговорност, сведоци на пропусти и прикривања. Ние, родителите, сме принудени сами да го анализираме обвинителниот акт во детали и да укажуваме на вашите грешки. Тоа представува јасен доказ дека правдата не е на страната на жртвите, туку на страната на виновниците. Особено е поразително што дел од осомничените се со мерки на предпазливост. Секојдневно сме приморени да ги гледаме како се движат слободно низ нашиот град, низ нашите маала, како да не се случило ништо. Тие лица си ја купија својата слобода со пари, живеат без никакви ограничувања, додека ние жртвите сме осудени на доживотна болка и загуба. Прашуваме, што ќе биде со тие лица? Дали правдата важи само за оние кои немаат пари и врски? И дали ние треба да платиме за да не се вратат нашите деца и која е цената на нашите деца? Ова е навреда за правдата и за целиот правен систем. Ваша должност е да обезбедите еднаков третман пред законот, а не да создавате систем во кој богатите и влијателните се неприкосновани. Свесни сме дека постојат уште докази против други лица кои намерно не ги изнесувате, со тоа што не само ја нарушувате правдата, туку исторувате кривично дело согласно кривичниот законник. Затоа ќе има одговорност. Се сомневаме дека вашата постапка е резултат на силен политички или друг вид на притисок од кои лица кои стојат за овој случај. Но колку и да се обидувате да ја се укриете вистината, таа ќе излезе на виделина. Бараме целосно презентирање на сите докази, јавна одговорност на пропустите во обвинителниот акт, проширување на обвинението и кон другите вмешани лица, итно преиспитување на решението за домашен притвор и обезбедување еднаков третман за сите осумничени. Дали вие, премиерот, председателката на Републиката, председателот на Собранието, председателот на Судскиот совет и сите носители на невисоки функции досека не се запрашавте дека од 16.3.2025 година повеќе немате функција. Вие имате мисија. Мисија, дали оваа држава ќе постои или ќе ја снема. Затоа што државата беше вистински правен поредок, без здравствен систем кој го спасува животот на граѓаните, без образование кое гради иднина. Тоа не е држава. А одговорноста за тоа денес и утре ќе носите токму вие, затоа што молчеште кога требаше да зборувате и бегавте кога требаше да застанете пред народот. Историјата нема да ве праша кои функции сте ги извршувале, туку дали ја исполневте мисијата да ја сочувате државата и да ги вратите достоинството на нејзините граѓани. Но ако имате храброст да се издигнете над партиските интереси и личните калкулации, тогаш имате можност да влезете во историјата како луѓе кои ја спасија татковината. Изборот е ваш. Дали ќе бидете гробари на државата или нејзни спасители. Нашите деца заслужуваат правда. Ние нема да молчиме и нема да се помириме.